Меморандумот ќе го подпишат министерот за внатрешни работи на Република Македонија, господин Оливер Стамбовски, и амбасадорот на Соединетите Американски држави, неговата екселенција Джейс Бейли. Но пред подпишувањето на документот има свој оглед. Почитуван амбасадоре Бейли, почитувана господин Котон, почитуван господин Танасовски, почитуван директор Тасовски, почитуван господин Ѓорѓевиќ, представници на медиумите, дами и господа. Во духот на веќе докажаното и потврдено партнерство меѓу Република Македонија и Соединетите Американски држави, еве денеска во Министерство за внатрешни работи официализираме уште еден сегмент од мноштвото области од нашата долгогодишна меѓудржавна и меѓуинституционална соработка, спречување на нелегалната трговија со нуклеарен и друг радиоактивен материјал. Овој меморандум за разбирање помеѓу Американското Министерство за енергетика и нашето Министерство за внатрешни работи во врска со спречување на нелегалната трговија со нуклеарен и друг радиоактивен материјал, што денес го подпишуваме со амбасадорот Бейли, а во присуство на директорот на Американската национална управа за нуклеарна безбедност господјата Лорен Котон, институција која што е директен партнер во спроведувањето на овој документ, всушност представува нова нормативна рамка за интензивирање на досегашната заедничка и плодна соработка во контекст на програмата за контрола на извозот и гранично обезбедување, основана од Американскиот Стейт Департмент и активно присутна кај нас уште од 2004 година. Со меморандумот за разбирање, МВР и Националната управа за нуклеарна безбедност при Американското Министерство за енергетика одат чекор понапред во партнерските напори за поквалитетна контрола и превенција на проблематиката со нелегална трговија со нуклеарен и друг радиоактивен материјал, при тоа воспоставувајќи повисоки технички, оперативни, стручни и други стандарди и истовремено инволвирајќи ги поефикасно конкретно надлежните институции, не само Министерството за внатрешни работи, туку и Царинската управа на Република Македонија, како и Дирекцијата за радиациона сигурност. Дозволете ми да нотирам само еден мал податок, а се однесува токму на операционализацијата на овој за сите нас исклучително важен документ. До крајот на годинава, односно во текот на ноември, од страна на Националната управа за нуклеарна безбедност за потребите на соодветните гранични служби на МВР, ќе бидат донирани 2 мобилни системи за детекција, посебно специализирани возила со дополнителна современа опрема, вредни околу 550.000 американски долари. При тоа, ова опрема ќе биде инкорпорирана во процедурите на работа како на организационите единици од МВР, така и на Царинската управа и Дирекцијата за радиациона сигурност. Наедно со меморандумот се отвораат конкретни можности и за експертско, односно стручно осposobување на наши службеници во областа на нелегалната трговија со нуклеарен или друг радиоактивен материјал, што без друго ќе значи дополнителен импут за зголемување на нивото на заштита, како во национални, така и во регионални и меѓународни рамки. На крајот дозволете ми и во оваа прилика уште еднаш искрено во име на македонската влада, во име на Министерството за внатрешни работи, како и во свое име, да им се заблагодарам на нашите пријатели и поддржувачи, Соединетите Американски држави, кои што се наши искрени партнери во процесите на реформи и евроатланско интегрирање на Република Македонија. Немам дилема дека таа соработка и натаму во годините пред нас ќе продолжи со уште поголема и поквалитетна динамика и офатеност. Благодарам на внимание.